поместување на тоа тлото што е испод самиот месечев модул, а и воопшто нема прашина на месечевиот модул. Мислам, баш имам фотографија. Што докажува тоа? Тоа докажува дека некој дошол и со кран го спуштил. Така испаѓа по приказката. Меѓутоа, добро, знам малце и ми е чудно. Но ако Ален Шепард велеше дека поготово нивната мисија имало многу прашина, се каде е таа прашина? Таа прашина не мора да падне на месечината. Мислам, малце испаѓа многу чудно. Баш сега на предавањето што да. Баш Мартин за тоа збори, мислам, ќе му ги покажам тие фотографии што се од ова. Воопшто никаде не се гледа прашина. Воопшто никаде не се гледа кратер. Мислам, не знам, малце ми е мене чудно. Он може да има некој друго објаснување за тоа. И сигурно има, пошто он... Да, ете, па објаснувањето за ова сега... Да, малку е чудно, ете, со правта, но сепак има фотографии каде што, да, таа прав се забележува, иако не е во толку голем број за да може, ете, ако викаат астронавтите дека се дига прашина, не е во толку голем број што би се претпоставиле дека ако кога ќе е расфрлена дека толку многу и ќе падне. Но сепак, прво ќе кажам за моторите. Иако е јак тој мотор, ете, Зоки убаво кажа дека на месечината нема атмосфера и тоа влијание на моторот е на многу помало растојание отколку што би било тука на земјата, а сепак и самата сила на тој мотор е така диспрезирана да не мала точно, значи толку во една точка, поради тоа што нема атмосфера, не може точно да се насочи самиот мотор да делува на многу мало подрече. Веднаш кој ќе искочи се дисперсира. Да, веднаш кој ќе искочи се шири на многу поголема површина самиот тој издувен воздух. И најверојатно поради тоа. А и на фотографиите да не се гледа, но сега има прашина, нема прашина, но се забележува дека има карпа, значи најверојатно е тргната таа прашина, а не може да се види премногу убаво дека ете дали е песок, дали е карпа, дали е не знам што е. Барем ја немам убаво заприметено. Сега дали е растргнат тој воздух, не е и... Не, добро, има неколку фотографии. Мислам, еве конкретно ви вас повикуваме да дојдете да ги погледнете. Мислам на предавањето дека ќе бидат тие фотографии. Таму многу јасно се гледа дека не постои никакво поместување на тој песок околу месечевиот модул. Значи, тука би требало испод самиот месечев модул и барем на едно растојание, можда на неколку квадрата, да постои некакво придвижување на ова. Да речеме, дури и самите ногари, пошто видите, тој месечевиот модул пред да допрат ногарите, значи месечевиот модул е во форма на пајак, пред да допрат ногарите, постои една шипка која што нарочито е поставена таму да се скрши, не да се скрши, него да го смени агол, мислам, она прва да допре и со тоа неизино допирање се исклучуваат моторите. И таа е шипка отприлика 1 метар, така да месечевиот модул метар, тој последниот метар го паѓа без да му видат моторите уклучени, затоа што нели космонаутите не гледаат. Тоа е уште еден доказ. Сега, кај што лежат ногарите, самите фотографии на самите ногари би требале да бидат покриени барем со 1 сантим на ова, на песок. Меѓутоа, еве на неколку фотографии, мислам, баш тие што ги имамо посебно трнати фотографии, таму нема никакво прекривање. Едноставно, стварно многу чудно изгледа, као некој да го донел со кран. И полно луѓе ме прашуваат, па добро, они сигурно биле свесни за таа, сигурно таму имало астрономи кои што знаеле и филмски режисери и слично. Меѓутоа, мислам дека ако веќе тоа е правено некоја подвала тука, дека сосем мал број на луѓе би биле мешани во тоа. Значи, едноставно, колку поише луѓе биле замешани кои што ја знаат таа работа, таа програматика, сигурно толку може и работа да се разводени и после тоа да некој да каже или нешто слично. Иако, во една прилика кога го прашале на Нил Армстронг дали навистина се качил на месечината или не снимиле филм, знам дека со пепељара го гаѓал новинарот.
затоа што му поставил едно такво прашање. А добро, зашто е толку многу значајна областа 51? Некаде во Невада, она забранета област за... Да, областа М51 и ден денеска е област која што е забранета во Америка. Таа се наоѓа во државата Невада. Отприлика некаде околу 400-500 километри северно од овој коцкарскиот град Лас Вегас, или некаде околу 150 до 200 километри источно од главниот град на Невада, Карсон Сити. Таа отприлика област е колку третина од Македонија. И таму се знае дека првата атомска бомба што е извршена пред да првата атомска проба е извршена токму во тој дел на Невада. И во овој дел за овој дел се знаеше дека долго време американците некаде до 20-ти години, значи едно 10 години после 72 година, значи се до 80-те години беше и како строго држано. 70-тите години таму кога проаѓале птици, по птиците било пукано. Зашто се мислеле дека ете можеле птици за себе да носат нешто со кое што би можеле да го снима тој регион. Воопшто беше забрането за луѓе секако движење таму. И денеска кога пример можете тој предел да го видите на Google Earth, мислам така, и кога некои фотографии излегува таму, се видат дека пределот на многу нешто наликува на месечината. Значи многу нема растителен свет, нема животински свет. Буквално карпа една која што буквално како месечината. Сега од таму се додуше и снимките ние на таму се наоѓа уствари на лабораторија со која што не знам како се нарекуваше, кај што се испитуваше луѓето од Селена дојдени. Да. И за не ми текнува како се нарекуваше целиот тој. Меѓутоа Розов. Не ми текнува како се нарекуваше. Таму се наоѓа таа лабораторијата. Сега се смета дека американците на тој дел, мислам тие кои што сметаат дека ете снимиле филм, дека всушност го снимиле таму. Дали е тоа вистина? Добро, Мартине, кога ќе се одржува предавање на оваа тема? Значи, предавањето ќе биде овој четврток на 17 декември во денот, а? Да. На 17 декември и значи ќе се трудам да ги објаснам сите овие. Се поставува оваа тема? За прв пат не, значи лани минатата година, да, ја имавме како... Што беа насочени слушателите кога ги слушаа вашите излагања? Имаше ли екстремно интересни прашања? Па имаше доста прашања, затоа што многу од луѓето се уверени дека не стапнале американците на месечината ради една или друга причина. И малку е интересно тоа што колку и да објаснувате и да пренесете и научни факти и некои интересни работи, многу мал дел од луѓето можете да ги предомислите. Значи, ако некој човек си има практично доаѓа со свое предубедување. Да, предубедување, ќе ги слушнат фактите. Независно од која страна е, дали е за, дали е против, тешко е да смени. Да, ќе ги слушнат фактите и малку тешко го менуваат мислењето, иако сега. Но се разбира, секој може човек и си има право на свое мислење и да си верува во нешто. Сега, јас колку што можам ќе ги објаснам и овие работи што вечерва ги спомнавме, а сигурно и многу други. Вашата цел не е да убедите некого во нешто, туку само една научна, да речем, експертиза или анализа на станите, на прашањата кои што се повторуваат почесто и се заслужуваат некако поголемо внимание да им се обрне. Да, така е, зашто овие колку спомнавме ние десетина теории, ја верувајте има едно, да не претарам, не се 1000, али сигурно 500 најразновидни теории кои го основаат дека луѓето не стапнале на месечината, што се поврзани со мисиите Аполо. Доколку на интернет седнете и пробарате, ќе најдете илјадници луѓе кои што од најразновидни извори тврдат дека нешто такво не се случило. Јас веднаш да кажам дека гласам за, дека е тоа сето вистина, бидејќи сметам дека спуштањето на месечината е успех на човештвото. Значи тука ја елиминираме можноста за било каков ривалитет нели во сферите на технологијата или било која друга сфера.
Благодарам многу за Зоран Милчевски, за Мартин Стојановски, што вечерва беа заедно со нас. Ке се видиме следната недела. Благодарам што не поканите.